Така е. Ни треба мир на сите, а мир секогаш носат нашите гости, особено кога темата е поврзана со најмалите жители на планетава, со новороденчињата. Нашата Ирена, како што ви реков, ја пречека првата утринска гостинка, која како и секој петок и овој петок ни доаѓа од Аџибадем Систина. Добро утро, Иренче, прво за тебе и добро утро за нашата гостинка, магистер Дијана Мариновска, магистер по физикална терапија во педиатријата на Аџибадем Систина. Физикална терапија на предвремено родени бебиња е секогаш предизвик да се отвара како тема, бидејќи да стане човек здрав прав од бебенце родено во 6 или 7 месец и тоа со тежина дури и помалку од 1 килограм, Дијана, е сигурно голем предизвик за вас, терапевтите, нели? И не само за нас терапевтите, туку за еден цел тим. Да. Кој што веќе го имаме во Систина. Бидејќи кај вас на тој начин се функционира и јас со големо внимание ќе ве слушам, повелете. Суза, добро утро до тебе. Благодарам за вака убавата најава на нашата утринска гостинка, магистер Дијана Мариновска, магистер по физикална терапија, која што утрово ни доаѓа од клиничката болница Аџибадем Систина, а темата за која што денеска, односно ова утро зборуваме, е физикална терапија кај предвремено родени бебиња. Се со цел, бидејќи месец ноември е месец кога се одбележуваат предвремено родените бебиња. Со низа активности претпоставувам вашата болница, ама тоа во текот на разговорот ќе ги информираме и гледачите. Дијана, за почеток да ни кажете што се подразбира под терминот предвремено родени бебиња, односно кога се смета дека едно бебенце е родено пред време. Право да знаат гледачите за која категорија на бебиња ќе зборуваме. Да, значи ако нели нормално бебињата се носат 9 месеци или 40 недели, секое бебе што е родено по 37-та недела од бременоста се рачуна за порано родено бебе. Тие бебиња помалку време поминуваат нели во утробата на мајката, која што е нивната идеална средина, па затоа многу често овие бебиња се раѓаат со некакви некои недоразвиени органи, мозочето, белите дробови, кожата, имуниот систем, дигестивниот систем. И од тука произлегуваат некои предизвици кои што нас ни отвараат работа. Да. Сега се поголем за жал бројот на предвремено родени бебиња. Меѓутоа, добрата вест е што е тоа што се поголем број на овие бебиња преживуваат. Сега, во услови кога треба да преживеат, треба да поминат еден период во инкубатор, додека да достигнат нели и тежина и додека си ја достигнат својата здравствена состојба да може да одат дома. Сега, во инкубатор, додека се бебињата, кои вежби им се потребни? Односно или физикална терапија, како е постручно да се каже? Така, значи бебињата кога се родат со недозреани органи, како мозочето, се случува крварење во мозочето, се случува бебињата да не земат воздух веднаш или да имаат потешкотии потоа да дишат, да имаат потешкотии со хранењето. Затоа некои бебиња остануваат и подолг период во инкубатор и тоа што можам да кажем новитет кај нас веќе и последните години, значи последните неколку години се работи со овие бебиња, но уште поголем новитет е и работењето со бебињата во инкубатор. Значи физикалната терапија мора да почне најрано што може. Најрано што може. Тоа што се работи во инкубатор е сензомоторна стимулација. Дали преку масажа, дали преку движења, тие бебиња лежат долго време таму, не се гушкани нели од мајката или се гушкани, ама многу кратко време. Тие бебиња значи се развиваат преку масажата, преку допирот, преку движењата, им се развива мозочето, се зајакнува, дишењето станува подобро. Да. Сега она што е убава вест, како што кажавме, е се поголем бројот на бебиња кои што преживуваат, кои што си ја напуштаат болницата, си одат дома со своите родители. Кои вежби се потребни во домашни услови? Еве да им кажеме, да им помогнеме на родителите, дали ако може вака и преку телевизија, да дознаат како да ги стимулираат сите тие недостатоци на овие бебиња кои што се родени пред време.
Да, сите бебиња, значи што се порано родени, што ќе бидат во инкубатор, па потоа на испуштање ги обучуваме нели што треба, како треба да се однесуваат со бебињата од физикална гледна точка, од гледна точка на физиотерапија. Тоа е значи во првите 3 месеци сензомоторната стимулација преку звук и преку бои. Значи бебињата тогаш се развиваат само преку звук и бои. Тоа значи да им пуштаат музика или може би да им зборуваат? Да им зборуваат, да направат контакт со бебињата, за бебињата да можат да почнат да фокусираат поглед кон играчки, кон мајка, да се вртат на звук, па дури потоа да почнат да посегнуваат по играчки. Бебињата ги обучуваме како бебињата да ги подигнуваат, како да го почнат стимулацијата на развојот, односно да ги постават бебињата на стомача, да не се држат премногу време во раце, иако е тоа нели многу важно за да се направи контакт со мајката, да се поврзе бебето со мајката преку допирот со кожата и преку гушкањето, но треба да се направи простор за да бебето почне да се развива физички, а тоа е преку вежбите кои што почнува со позиција на стомак. Колку се овие вежби значајни, односно кои се придобивките на овие вежби кај бебињата? Зборувавме и пред да влеземе овде за кога дека треба бебето да се постави на стомак, веднаш по раѓањето, така? Веднаш по раѓањето може, да. Или кога ќе падне папчето, ама еве кај порано родените бебиња ти обично се нели во инкубатор, па во инкубатор паѓа папчето и веќе се спремни. Тоа треба да биде поставувањето на стомак треба да биде под надзор, затоа што нели тие бебиња се уште малечки, имале проблем со дишењето и може не сакаме да дојдеме во ситуација нели кај што бебето ќе си ја спушти главата и нели ќе едноставно да не остане без воздух. Без воздух, да. Во тој случај треба да внимаваме све да површината кај што оставаме бебето да биде чиста, или во креветчињата кај што спијат да нема прекривки, да нема јастучиња, да биде све чисто и под надзор за секогаш да се под надзор, да не се остава под надзор, да не се остава да спие бебето на стомаче во првите месеци. Дури од кога ќе зајакне главчето да може самостојно да го дигне, дури тогаш може да го ставиме на стомаче да спие. А инаку како, на кој позиција може да се става да спие бебето? Да не е на грб и странично, така? И на странично понатаму. На грбче сега од почетокот и значи на стомак кога ќе се стави бебето, тоа ќе се лежи подолго време, но кога ќе биде спремно, кога ќе се обере сила, ќе се ја подигне главата, па ќе се ја спушти кога ќе биде изморено пак, ќе се подигне да види нешто колку што може да фокусира бебињата од почетокот помалку поблиску гледаат, не гледаат многу далеко. И на тој начин почнува развојот на мускулите на вратот, на рамената, па на грбчето полека, па како се подигнуваат нагоре на целото тело, се зајакнуваат рацете, нозете и така бебето се засилува самостално, нели, без форсирање, да може да лази, да оди. Да. Значи тоа се придобивките, да кажам, нели, од физикалната терапија на бебињата. Што е со вежбите за рачиња, за ноџиња? Дали треба и тоа да се поготово пред бањање, после бањање, дали може би пред повој, после повој? Така. Тие се значајни вежби, претпоставам, поготово за ноџињата. Обично насоките се бебето се става на секое преповивање на стомак, на пеленка да се става на стомаче додека да му се даде јадење. Во тој период или пред бањање, после бањање може и некое раздвижување со рачињата, со ноџињата да се направи, затоа што секое движење што ќе го направиме со бебето се развива мозочето. Помага да се развие мозочето, да се направат нови нервни патишта, да се разграни мрежата на нервните клетки во мозочето, да се, ако имало оштетување од крварење, од асфиксија, да се заменат тие оштетени клетки во мозочето, односно здравите да преземат работата на оштетените клетки. Затоа тие се викаат невроразвојни вежби, кај што го развиваме ние мозочето. И верували или не, тоа се случува преку вежбите. Многу ретко се случува да се дадат апчиња или некаква терапија, друга терапија кај бебиња, а напротив физикална терапија секоја се препорачува само за да се помогне на развојот, невроразвојот на овие бебиња. Да. Дијана, дали физикалната терапија се практикува секојдневно и колку пати во денот? Дали е тоа наутро и навечер, 3 пати во денот или можеби во зависност од
бебенцето. Да, зависно од состојбата на бебенцето, но секогаш физикалната ја почнуваме со препораки на родителите. Што да прават дома, како да се однесуваат, некогаш дури најмали промени во тоа како ќе го земете бебето од кревет, ќе направат големи промени во однесувањето на бебето. Секоја шема, значи ние што ја правиме на манипулација, секоја остава траги во мозочето, секој движење, секој допир по телото креира нови нервни патишта, нови центри. Затоа многу често одиме почнуваме само со совети дома како ќе се справат родителите, колку ќе постигнат, зависи колку се и ризиците нели кај бебето за да има детето некакви потешкоти во развојот, односно колку порано е родено, ако е екстремно порано родено, има поголеми шанси да имаме проблеми, тогаш веќе не секогаш продолжуваме само со совети, тогаш веќе почнуваме со поинтензивна физикална терапија, која што некогаш подразбира и по вежби неколку пати во денот, неколку пати во неделата со терапевт, неколку пати во денот со родител, некогаш траат и по неколку часа вежбите во денот, се зависи од бебето. Од бебето. Како ги прифаќаат бебињата овие вежби? Бебињата многу често плачат. Но... И тогаш родителите се откажуваат, предпоставувам, кога плачат, нели? Ама не треба да се откаже, треба да се продолжи. Да, многу често се откажуваат, ама мојата пракса покажа дека секогаш бебињата различно реагираат. Некогаш ако се со едниот родител не плачат, ако се со другиот плачат. Ако се сами исто се случува да не плачат со мене, да плачат кога има родител, затоа што нели се жалат што се случува. Но вежбите не болат. Значи не правиме ништо што е болно за да се грижат родителите. Тоа родителите секогаш пристигнуваат на физиотерапевтските третмани и гледаат дека не правиме ништо болно, но напротив за бебињата некогаш е тешко да направат нешто или едноставно не сакаат нели да прават тоа што ние не сакаме секогаш да вежбаме, така не е секогаш погоден денот за вежбање. Да. И уште еден совет вака би сакала пред крај на разговорот, пред да зборуваме и за месецот на предвремено родени бебиња. Кога ќе се пушти бебето дома, во домашни услови, како родителот да примети дека има некои отстапки кај нивното дете, кај нивното бебенце во развојот? Така. Кои се оние први сигнали кога веќе треба да се јават на лекар? Така, значи колку порано ги откриеме знаците, толку полесно ќе не можеме да постигнеме подобрување кај бебето. Како и се нели што важи, колку порано се почне толку подобро, така и со бебињата и физикалната терапија, затоа што ја користиме пластичноста на мозокот како алатка нели за да постигнеме тоа што сакаме, односно можноста на мозокот да се адаптира, да научи, да се промени. Таа пластичност на мозокот е најголема во првата година од животот, потоа се намалува. Пак е голема дока е негде до 5-та година, но првата година најмногу постигнуваме и верувате има разлика кога едно бебе ќе почне физикална терапија на 3 месеци и кога ќе почне на 7 месеци физикална терапија, во однос на колку можеме да постигнеме и колку брзо може да ги постигнеме работите. Затоа е многу важно да родителите приметат на време и на време да дојдат, па макар и превентивно. Значи, ако приметат дека едното главче подолго време, неколку денови, недела, две, значи стои на едната страна. Па дури доволно и да дојдат и само ако му е сплескано главчето на едната страна. Со неколку совети, ако не завршиме работа, ќе дојдат на физикална терапија, но некогаш завршуваме работа и со неколку совети во промена на спиењето, на која страна во однос како да бебето се држи, додека се храни, која играчката на која страна да се подаде, со тие работи, со тие совети некогаш навистина завршуваме работа и
Потоа, ако видиме дека бебето користи една рака повеќе или помалку, ако видиме дека бебето одбива веќе трети месец, например, или одбива да седи на стомаче, веќе во трети месец очекуваме да има повеќе напредок е бебето, нели, повеќе движење, така? Повеќе движење, да, затоа ако бебето не сака во трети месец да седи на стомаче, тогаш веќе треба да дојдат со пар совети, значи да почнеме да работиме прво дома, па потоа и нели на терапевт. Ако бебето многу не е затегнато, у смисла кога ќе правиме некои раздвижување и игри, да видиме дека потешко се движат рачињата, така, ноџињата. Не е така еластично како што се речињата. Мада некои родители кажуваат дека во тој случај бебето, ние го приметивме дека е многу силно. Значи, не може бебе да биде толку многу силно од почеток. Може да има некоја физиолошки хипертонус, но тоа ние да одредиме нели најдобро да не оставиме ништо на случајот, така. Да, во кој период од животот, во кој месец, како се однесува, ќе знаеме нели дали е нормално или не. Ако бебето е многу млитаво, ако не се врти по играчки, не ги загледува играчките, не се врти по мајката, не посегнува по играчки, не сака да се сврти, еве 5-6 месец станало, не се врти. Да, има некои бебиња каснат, некои покасно ги остваруваат работите, но колку касни и да видиме дали има други ризици кои што може после да ни покажат дека бебето веќе имало предиспозиција нели да касни и да развие некаков проблем. Значи, ако многу често ја зафрла главата, и тоа се случува доста често, главата зафрла назад, сите бебиња ја зафрла, тоа е нормален рефлекс кој што го има до одреден период, но ако продолжи и ако е многу силно, ако бебето насвене што само нели ја зафрла главата, исто е аларм за да дојдат, ако рацете во трети месец веќе се уште се во тупаница, поретко се отворени, а повеќе во тупаница. Ето, генерално убави совети на вистина до младите родители или до идните родители кои што планираат да си донесат бебенца нели на овој свет. Убави совети кажавте, доколку се приметат сите овие состојби, веднаш да се јават, ако не ништо друго, за првичен совет, па понатаму за ако треба и некоја диагноза или дополнителен третман. Она што ќе се случува во месец ноември е одбележувањето на предвремено родените бебиња. Клиничка болница Аџи Бадем Систина како ќе го одбележува овој месец? Затоа, заради сите овие причини, ние направивме бесплатен прв третман или консултација, што ќе треба зависно. За сите бебиња не мора да се родени не мора да се родени предвремено, доколку забележи родителот некој од овие работи, значи доколку му е порано родено бебето, доколку е екстремно порано родено бебе, обавезно да дојдат, нели тие 27-8 недела што се родени, обавезно тие бебиња треба да дојдат на консултација, па макар и консултација, нели нека ќе кажеме дома што да прават и да почнеме да се следиме некако. Затоа што споменавме колку е важно рано да се откријат работите и рано да се почне физикалната, но и да се следи бебето и понатака, затоа што не секогаш некои знаци се појавуваат во третиот месец, некогаш ќе се појават во 7-миот, во 8-миот месец. Подоцна ќе се појава, да, затоа едно редовно следење. Ние во Систина веќе имаме сел тим кој што значи бебето ќе биде опфатено од сите страни, да се следи, да се направи тоа најдоброто што може за детето, да се минимизираат ризиците. Добро, ви благодарам многу за гостувањето ова утро. Убаво објаснивме, мислам дека убави совети поделите до нашите гледачи. Доколку има некој од овие одстапки, веднаш да се јават и да побараат совет. Еве, од денеска почнуваат бесплатните совети, ќе трајат сигурно цел месец ноември, да дојдат и да се консултираат кај вас во клиничката болница Аџи Бадем Систина. Нема да ве задржуваме повеќе, ќе ве пуштиме на вашето работно место, каде што претпоставувам и родителите, а бебињата со нетрпение ве чекаат за времето кога име за физикална терапија. За вежби. Да, за вежби. Благодарам. Благодарам и јас, на вистина.